Вести на Слободна ТВ. Во технолошко-индустријската развојна зона во Струга денеска официјално беше отворен погон на канадската компанија Magna Mirrors, која произведува автомобилски системи, модули и компоненти кои се испорачуваат на најзначајните производители на автомобили во светот. Компанијата ќе вработува околу 1300 лица кога ќе го постигне својот планиран капацитет, а поддршка од државата на оваа инвестиција е околу 50%. Премиерот Димитар Ковачевски на официјалното отварање порача дека одлуката да се отвори фабрика во нашата земја што ќе произведува делови и системи кои ќе се испорачуваат на најголемите светски производители на автомобили се должи на нашето членство во НАТО и почетокот на преговорите со Европската унија, но и на позитивната бизнес клима што ја создава државата. Magna International е канадска компанија со глобално седиште во Онтарио, која дизајнира, развива и произведува автомобилски системи, модули и компоненти. Владата го достави до собранието предлогот Ристо Пенов да биде нов министер за локална самоуправа, но се уште нема информација кога ќе се одржи пленарната собраниска седница за негов избор. Од кабинетот на претседателот на собранието информираат дека дополнително ќе биде соопштено кога ќе се одржи седницата за избор на Пенов, кој е предложен на оваа позиција откако досегашниот министер Горан Милевски од лични причини поднесе оставка. Во собранието денеска се одржуваат средба на координаторите на пратеничките групи со претседателот на собранието Тала Џафери, на кои ќе се договараат наредните активности. Европската комисија денеска ќе го усвои пакетот за проширување на земјите од Западен Балкан со посебен извештај за напредокот на секоја од државите во процесот на евроинтеграциите, вклучително и за Северна Македонија. Ова е прв извештај на Европската комисија за земјава откако на 19 јули се одржа првата меѓувладина конференција со Европската унија во Брисел, со што официјално беа отворени преговорите за членство. Во нацрт извештајот на Европската комисија што треба да се објави денеска, оценето е дека Македонија е умерено подготвена по речиси сите критериуми. Единствено во економските критериуми е наведен добар напредок, а во усогласеноста на земјава со европската надворешна и безбедносна политика има многу добар прогрес. Се наведува дека се направени реформи во службите за безбедност, но треба да се зајакне капацитетот за парламентарен надзор врз работата на тајните служби, а забележено е дека доцни донесувањето на законите за административни службеници и законот за вработени во јавниот сектор. Правниот систем постигнал одреден степен на подготвеност и е умерено подготвен, а земјата постигнала и одредено ниво на подготовка и е умерено подготвена за превенција и борба против корупцијата. Во извештајот е наведено дека земјата е умерено подготвена во однос на слободата на изразување, а реформите во македонската радиотелевизија се закочени поради одложувањето на именување членови во програмскиот совет. Вице-премиерот за европски прашања Маричич минатата недела изјави дека од новиот извештај на Европската комисија не се очекуваат некои изненадувања. Тој истакна дека тие извештаи секогаш ги гледаме како објективна оценка на работите и генерално се очекува позитивен извештај на Европската комисија. Отварањето на поглавјата во пристапниот процес ќе следат откако бугарите ќе бидат внесени во уставот на земјата, што како услов го постави Софија за да дозволи старт на преговорите. Министрите за одбрана на земјите членки на НАТО денеска и утре на состанокот во Брисел ќе разговараат за можностите за брзо обезбедување на Украина со опрема за противвоздушна одбрана. Генералниот секретар на Алијансата Столтенберг пред почетокот на состанокот прецизираше дека на Украина и се потребни различни противвоздушни системи, вклучително оние со голем дострел, како и средства за уништување беспилотни летала. Генералниот секретар го повтори и повикот до Белорусија да не соработува со Русија во воените дејствија против Украина. И утрина водекнува експлозии во Украина. Во Николаев и Запорожје тревога за воздушен напад имаше во Киев. Украинската државна телевизија јави дека во раните утрински часови се слушнале експлозии во украинските градови Николаев и Запорожје, додека во главниот град Киев се слушале сирени за воздушен напад. Извештаите за експлозиите во Николаев и сирените за воздушните напади во Киев доаѓаат од описниците на украинската телевизија во двата региона. Во регионите Киев, Суми, Днепар, Петровск, Харков и Полтава, како и во делот на регионот Запорожје, контролиран од Киев, прогласена е тревога за воздушен напад, соопшти ТАСС.
Групата Г7, водечки индустријски земји на вчерашниот состанок со украинскиот претседател Володимир Зеленски, ветија дека ќе побараат одговорност од рускиот претседател Владимир Путин по неодамнешните руски напади врз цивилната инфраструктура во Украина. Лидерите на Г7 исто така ја повторија својата поддршка за правото на Украина да ја врати целата територија што ја зазеде Русија и ветија поголема поддршка, вклучително и поддршка во оружје. Г7 ги осуди неодамнешните нуклеарни закани од Путин и вети поголема поддршка за Украина во нејзината борба против руската агресија. По состанокот на Г7, американскиот претседател Бајден изјави дека верува дека Путин погрешно е проценил својата војна против Украина. Американскиот претседател рече дека иако верува дека Путин постапува рационално, неговите цели во Украина не биле рационални. Илон Маск, најбогатиот човек на светот, разговарал со Владимир Путин пред да ги каже своите идеи за разрешување на војната во Украина, кои главно се поклопуваат со барањата на Путин, објави синоќа изданието на магазинот Forbes. Магазинот наведува дека Путин му рекол на Маск дека Украина мора да прифати најмалку неколку услови, како што се признавањето на Крим и украинските источни региони Донецк и Луганск за руски и да вети дека ќе биде неутрална. Овие услови се слични на оние што Маск ги објави во анкетата на Твитер од минатата недела. Во неа милиардерот сугерираше Украина да остане неутрална, формално да го предаде Крим на Русија и одржување на референдум под мониторинг на Обединетите нации во кој би се гласало дали украинските територии да се приклучат на Русија или да останат во границите на Украина, иако Кремљ веќе ги обележа како свој во меѓународно оспорениот референдум од минатиот месец. Маск синоќа преку Твитер соопшти дека оваа информација не е вистина, со напомена дека има зборувано со Путин само еднаш кај тоа пред 18 месеци. Темата била Вселената. Белата куќа соопшти дека евентуалните разговори на Маск со Путин се приватни и дека немаат ниту политичка тежина, ниту пак ја застапуваат официјалната политика на Соединетите Американски држави. Ги следавте на новите вести на Слободна ТВ.